Добар ден на сите. Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 40, став 1 од Законот за локална самоуправа, член 28 од Статутот на општина Битола и член 53, став 1 од Деловникот на Советот на општина Битола, ја отварам вонредната седница на Советот на општина Битола. Согласно член 28, став 3 од Статутот на општина Битола, пред да отпочнеме со работа да гласаме за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 19 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашања кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Дополнување на планот за работа на МЈП Пелалинк Битола за 2024 година. Кој е за предложениот дневен ред, ве молам да крене рак. Констатирам едногласно е усвоен дневниот ред. Точка број 1. Дополнување на планот за работа на Пелалинк Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор. Доколку сакате директорката да ни објасни, доколку не ги имавте материјалите, затоа и отварам претрес. Дали некој бара збор? Може да прашаме малце, директорка? Секако, значи, повелете. Може да ни објасни детално зашто сега ги правиме измените на крајот од полугодието, бидејќи пише внатре за годината, значи од месец За тековната година. Да, за тековната година. Повелете, директорка, доколку сакате да ни објасните. Може и на говорница. Значи, во планот за работа од 2024 година не беше влезена оваа линија. Моментално учениците останаа без превоз. Моментално се појави шофер и имам слободно возило, така да можам да влезам во пресред да не останат децата без превоз. Тоа е, мислам. Повелете. Моментално остана или од септември немат превоз? Од септември, да. Значи не моментално, од септември немат превоз, а Мислам моментално со почетокот на првото годината. полугодие, да. 3 месеци немат превоз. Меѓутоа, знаете дека слабо со шофери. Знаеме, значи претходни кажа директорка, претходната ваша, мислам на предпријатието, а втора работа, ние му сега ќе му наплаќаме на шофер, бидејќи Пелалинк е меѓуопштинско. Како? Пелалинк е меѓуопштинско, значи тука се и Могила и Новаци. Ние имаме сега шофер, бидејќи претходниот пат чинам колега на советник, дали беше председателка, да праша неодложно дали можеме, дали не можеме да пуштиме оглас, па правевме седница, уште еднаш да опоминиме плано, па не се најде шофер и така натаму. Ова е наш од Битола или му плаќаме на некој? Не, шофер од Битола, кој ќе се вработи сега преку агенција, агенцијско вработување ќе имам на шоферите, и сега ќе издадам оглас за на неопределено време да ги вработам. Меѓутоа, за шо побрзо, процедурата е преку агенција да го земам шоферот. Така, имате согласност за од 2020, треба да имате нова согласност за наредната година. Од тројцата не можете градове. неопределено. Не ќе можете неопределено, бидејќи годината завршува. Да. Значи сега агенцијски ќе одите, па после согласност. Сега агенцијски, па после веќе ќе почнем со тој процесот преку АВРМ е веќе, мислам, трае подолго време, 15 дена е огласот, па изборот на кандидатот. Јасно. Сакаме од први веќе да почне линијата, да можеме децата да ги земаме. Ама од први ќе треба нов оглас да имате.
бидејќи годината поминува и не ќе можете Не, да... сега од 1 декември веќе да почнеме со превозот, децата да ги земаме. Веќе трае огласот? Преку агенција, да. Да. Добро. Толку. Јас имам едно кратко прашање, бидејќи јас сега не знам, може јас не разбрав. Ако немаат од септември превоз, зошто денес правиме vanredна седница, зошто не направивме измена на планот во септември? Мислам, прашањето ми е зошто ја немаме предвидено таа линија никаде? Или имавме некаков проблем со приватен превозник, значи мене стварно не ми е јасно што е работата. Не знам, то мислам дека беше, не знам искрено да ви кажам. Од општина Битола контактирав ја со Наташа, ми се јави, ме праша дали можеме да направиме. Повелете. Двајца ученици се, така, директорка? На цела линија? Не. Ова новата, Шекерзада, Кременица, Шекерзада. За двајца се работи, така? 19 дечиња се вкупно. Од Кременица? За Кременица? За Кременица се само 2 дечиња. Имате, вака, може да ми кажете случајно, кај учат тие деца? Не знам. Не знаете вие тоа? Добра. А вкупно се 19 дечиња на таа линија. И тие 19 од септември немаат превоз? Па мислам дека не така се снаоѓале со родители, со... Страмота. Може, се извинувам ако на непријатно. За тие месеци уназад што се снаоѓале, ќе му исплати Пелалинк или општината? Оти ова е законска обврска, не е солидарност или сакаме ние вонредна. Значи законска обврска е бесплатен превоз на учениците. Мислам дека училиштата тоа нешто го решава, не знам. Меѓутоа училишта ќе не речат нема предпријатието превоз, значи да не биде себе прашам за ќе дојдат училишта да кај да е сега за некој ден, значи ќе дојде програмата за буџет за образование и да знаеме што да им одговараме или да ги прашаме, да не биде рече абе не знам, сега прашајте директорката Пелалинк, значи дали тие ви доставиле нешто и вие сте му рекли извинете, немаме капацитет да ги спроведиме. Нема доставено ништо барање како рока? Не. Вака, само сакам да резимирам, бидејќи ја ти колешката работи во образование, може јас грешно разбрав. Значи, 19 деца скоро 3 месеци немаат превоз, ама ние денес држиме vanredна седница, заради тоа што денес свативме дека нема. Уствари, некој сватил денес дека 19 деца немаат превоз, не разбирам. Ајде, повелете. Мислам дека ќе биде 100% точно ова што ќе го кажам. Значи, за сите ученици кои што се над 2 километри следува бесплатен превоз, кој што оди преку општина, меѓутоа блоктотаците идат од министерство. Значи, за сите оние линии каде што нема превоз, јас знам по децата со посебни потреби што учат кај нас, значи нема превоз, на крај на месец училиштето доставува до општината колку се тие ученици и на трансакцијска сметка после му се префрла на родителот. Би требало и ова да оди така, пошто сме немале, најверојатно ради шофер, сме немале линија за да можат учениците непречено да движат. Мислам дека се работи за ова работа. Иначе законски секој ученик на 2 километри, а учениците со посебни потреби независно од местото на живење, задолжително му следува превоз, на што кажа и колегата. Мислам дека е така, знаете. Не, мислам, фала многу за објаснувањето, јас ве разбирам, меѓутоа мене ми е прашањето зошто чекавме 3 месеци, зошто се чекаше 3 месеци да стигне ова до Совет, јас тоа сакам да прашам. Значи, 3 месеци, трет месец, еве, крај на месец сме, 26 сме денес, септември, октомври, ноември. Во ред, некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам. Претресот го затварам, за кого заклучувам и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно
е усвоена првата точка од дневниот ред. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен. Седницата ја заклучувам и ви благодарам за присуството.